Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути. И вие, и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва е една од најголемите контроверзии на поновата македонска историја, односно зошто КОС и УДБА не го убија или не го елиминира Ванчо Михајлов, кој повеќе од 40 години го смета за најголема терористичка и безбедносна закана за Република Македонија, а во еден поширок контекст за поранешна СФР Југославија. Зошто УДБА не го уби Ванчо Михајлов? Не можевте или не сакавте? Ја сакам УДБА да ја поделиме на два дела. Сега кој ќе говориме, бидејќи ќе говориме за Ванчо Михајлов. Да. Тоа е оној дел што значи Сојузна УДБА и оној дел што значи Служба за државна безбедност во Република Македонија. Ванчо Михајлов, преку која УДБА се покриваше? Ванчо Михајлов беше покриван перманентно преку Служба за државна безбедност на Социјалистичка Република Македонија. Значи преку нашата служба. Апсолутно. Значи преку нашата УДБА. Да. Имавте своји луѓе, имаше УДБА своји луѓе. Немавме потреба во близината Ванчо на Михајлов да го ликвидираме после 45-та година, бидејќи перманентно го покривавме со наши луѓе. Во близина на Ванчо Михајлов? Па не во близина, куќата му ја водеше наш човек. Ние имавме сестра на наши луѓе, му беше секретарка. Таа беше воедно и сопруга на главниот и одговорен уредник на Македонска трибуна. Па сега, дали вие ќе ја заколете кокошката што ви носи златни јајца само заради едно златно јајце? Иван Бамбамовски е поранешен висок функционер на македонската УДБА пред 2 години. Поради тие активности во македонската УДБА тој беше илустриран. Канал 5 телевизија има принципиелна политика и принципелен став. Луѓето кои се илустрирани да не може да гостуваат на незината програма. Од тие причини не изразувам благодарност на Канал 5 телевизија кој дозволи за потребите на оваа емисија не да снеме интервју со господинот Бабамовски, бидејќи знаете на крајот на криштата не може кога разговарате за УДБА да снимате честни сестри. Може да снимате луѓе кои работеле за УДБА и кои може да ви кажат каква била методологијата и начинот на функционирање на таа структура. Станот на Ванчо Михајлов е на улица или на Вија Понци 6/7. Тој стан го имавте под контрола како УДБА, тоа сакате да кажете? Апсолутно. Во првиот состав на владата на независна самостојна Македонија имавме министер кој беше роđен брат на Вида, на секретарката на Ванчо Михајлов, која му беше лојална, одана како човек. Политички не би сакал да проценувам, а пак по стариот брат ја му бев председател на Феријален сојуз на Македонија, тој ми беше директор на Феријално одморалиште. Сака да кажете дека македонската УДБА имала соработка со Вида Боева која е лична секретарка на Ванчо Михајлов? Апсолутно. И со низиниот сопруг кој работи за Ватиканско радио, а е главен уредник на Македонска трибуна. Која финансираше Славенски комитет, после го презеде и БАН. Вида Боева е испратена во Рим како соработничка или кога е во Рим, тога станува ваша соработничка или соработничка? Вида Боева беше на студии во Софија. Во Белград, 2 години исто. Понатаму комбинациите течеа онака како што работи Служба за државна безбедност, онака каква што беше нашата служба. Колку време имавте комуникација преку Вида со Ванчо? Цело време. Како ходи таа комуникација со Ванчо Михајлов? Многу лесно. Знаевте само за движење или добивавте информација? Да ви кажам, зошто ние немавме потреба да преземаме никакви радикални мерки према Ванчо Михајлов? Затоа што преку контрола на Ванчо Михајлов имавме увид во сите оперативни акции кои се спроведуваа на анти-југословенска основа, користејќи го негаторскиот однос кон македонската национална самобитност од страна на реакционерните бугарски кругови. Сега да кажа дека преку комуникацијата со Ванчо Михајлов вие дознавате за одредени акции на бугарите во емиграција и во самата Бугарија насочени кон Република Македонија? Кои беа насочени кон Социјалистичка Република Македонија, односно таа политика која се остваруваше од Москва преку Софија кон Белград, кога Белград не
не играше според она сценарио кое Москва си го имаше зацртано, бидејќи после 48, после раскидот 48 година до 56 година, знаете што се случуваше и ние имавме и најголеми проблеми и најповеќе наши граничари и наши граѓани погина на границата со Бугарија и со Албанија. Ванчо Михайлов беше свесен дека индиректно има соработка со македонска удба? Беше свесен и тој, мислам дека молчешку настојуваше да не ни прави додатни проблеми. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме со вториот дел на нашата вечерашна емисија. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Vinajko German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Можеби нема голем квантитет на информација, меѓутоа има доволно квалитетна информација, почитувани гледачи, и во македонските архиви, кои можат наопаку да ја свртат македонската историја. И тоа што до вчера се сметаше за незамисливо, да има одредени тајни, директни или индиректни контакти помеѓу македонската удба и Ванчо Михайлов, денес да изгледа реалност. Односно, во македонските архиви се наоѓаат многу траги кои таа македонска историја можат поинакво да напишат. Има ли во архивот на Република Македонија одредени документи кои укажуваат на можни контакти на Ванчо Михайлов со удба? Да, има. И што има во тие документи? Преку соработниците преку агентите на службата кои се обидувале да стигнат до Ванчо Михайлов и до неговото седиште, во тие документи раштркани во повеќе фондови и во повеќе досија може да се најдат документи кои укажуваат на контактите на Ванчо Михайлов со удба. Контактите, велите, се индиректни, но има одредени информации дека Ванчо има и директни контакти, а посебно се засилува тие контакти не само некаде кон крајот на комунизмот, туку и по паѓањето на комунизмот. Да, доаѓа до директни контакти, но во тој момент удба работи еден принцип колку само да запознае таа личност која ја гонела 40 години. Дури се вели дека Добре Величковски имали, можеби случајно, можеби намерно, неколку телефонски Добре Величковски кој е нели на ДБК и кој е задолжен за таа непријателска емиграција, имали неколку контакти со Ванчо Михайлов телефонски. Да. Вртал на телефон да се слушне со Вида Боева, преку која се обидува да стигне до Ванчо Михайлов. Погрешка се јавува Ванчо Михайлов од другата страна и си правеле муавет. Ајде да видиме што за Ванчо Михайлов може да се најде во бугарските тајни служби. Денес Красимир Каракачанов е подпредседател на Бугарското собрање, меѓутоа во минатото беше евидентиран дека бил соработник на бугарските тајни служби. Како соработник на бугарските тајни служби, тој имаше евиденција или директен увид во тие тајни операции на бугарските служби визави Ванчо Михайлов. Едно од најголемите енигми е зошто југословенската удба и КОС не успева да го елиминират Ванчо Михайлов. Кои се вашите сознанија? Вие сте начело на партија кој се смета наследничка, нели, во Бугарија на партијата на Ванчо Михайлов. Како Ванчо Михайлов успева да излези жив и да остане жив до 90-та година? Првото нешто което е можеби до крај на 50-те години никој не знае каде е Иван Михайлов.
Знаят го 3 човека. Значи до почетокот на 50-те години До краja на 50-те до години. крај. Значи ни югославенските, ни бугарските служби. Аз съм чел много архиви и на българските служби, и на чужди служби. До средата на 50-те години, до края на 50-те години, включително КГБ, които също са се занимавали да го издирват къде е, не знаят къде е. Има доклади, в които се пише, че Иван Михайлов се намира в Гърция и събира въоръжени отряди, за да нахлуе в Югославия и в България, което е абсурд. В Гърция по това време е гражданската война, а след гражданската война е кралската хунта в Гърция, където Иван Михайлов няма как да присъства легално. И добро, Има версии, че има доклади, които пише, че Иван Михайлов живее в Мюнхен, което също не е вярно. Во Мюнхен, Германия. Да, в Мюнхен, в Германия. Истината е, че от септември 1944 до септември 1946 година Иван Михайлов живее в Австрия. В началото, до към, може би, пролетта, до към март-април 1945 година е в Виена, а след април месец 1945 година той е в австрийските Алпи, където сменя селата, в които живее. Еве што главниот оперативец на УДБА Божа Спасич одговара на прашањето зошто УДБА не го елиминирала Ванчо Михайлов. Секојаш ме интересирало зошто сојузната УДБА никош нема направено атентат врз Ванчо Михайлов. Живее некаде 40-50 години во екзил, во Рим, сите знаете каде е. Бугарската држава во еден временски период се дистанцира од него, не сака да има комуникација, дури во време на Људмила Живкова, ќерката на Тодор Живков, прават одредени стратегии како Ванчо Михайлов да го вратат повторно да биде близок до бугарската држава, меѓутоа сојузната УДБА никогаш, ама баш никогаш нема пробано да го елиминира Ванчо Михайлов, а можевте кога сакате. Зошто никогаш не удривте на Ванчо Михайлов? Ние тоа никад не био ни у плану таа операција. Зошто? Nije bilo u planu ta operacija. Mi smo jednostavno od 80. godina smatrali da to ponašanje makedonske emigracije ili tih ljudi iz Makedonije van, da ono apsolutno nije ekstremno, da ne ugrožava u ovom momentu ni ustavni poredak, ni ovo. Mi smo imali kolegi iz Makedonije koji su dolazili na sastanke u Beograd kad se raspravljalo o tim stvarima šta preduzimati, nikad nisu tražili. Recimo, službe su imale pravo da traži od nas da mi razmotrimo i da damo neku saglasnost. Nikad nije tražena nikakva ofanzivna, bilo kakva operacija prema, od koliko ja znam, od 80. godine. Nikada nije tražena ni jedna ofanzivna, bilo kakva operacija prema makedonskoj emigraciji ili populaciji na zapadu ili bilo gde u Australiji ili da ih ima. Naprosto, mi smo njih tretirali kao posljednja rupa nasvirali, dakle nisu bili opasni, izgubili su se u nekom svom drugom nekom životu i Savezna služba apsolutno nije to kontrolisala. Каков би било тоа политички трилер, кај што се спомнат атентати, убиства, политички заговори, КГБ и ЦИА, ако не одговориме на прашањето за колку служби работел Ванчо Михайлов? За колку служби има работа на Ванчо Михайлов или колку служби му имаат помагано на Ванчо Михайлов доека е во екзил, доека е во емиграција? Ванчо Михайлов, според она што може да се документира и да се говори документирано, јас му избројав 6 служби, меѓутоа сметам дека ние, УДБА на Југославија, заради она 7-та служба за која работеше Ванчо Михайлов, и не превземавме порадикални мерки према Ванчо Михайлов, во смислу да го киднапираме и донесеме во државата, затоа што тоа сме го правеле и можеме да го направиме. Кои се тие 6 служби? Прва служба е бугарската служба. Работил цело време за бугарската служба? Апсолутно. И кога беа во лоши односи со царот, и се до смртта на цар Борис, он во Бугарија не можеше да се врати, да. Се врати. Потоа, значи, работеше за унгарската служба. Не можеш ти да бидеш инструктор или твои луѓе да бидат инструктори, наставници на терористи во организиран камп воен, а да не прифатиш контакти и соработка со тајна служба. Значи, втора служба е унгарската служба. Понатаму работел за романската служба, работел за српската служба, работел за УНСА, Усташка надзорна служба, работел за австријска служба и италијанска служба.
Тоа се 7 веќе. Па, добро, ја можда броење ги промашив. Има индици дека свесно или несвесно КГБ има добра комуникација со Ванчо Па Михайлов. тоа е таа служба за која јас ви велам, поради која ние, јас не можам да тврдам за тоа, меѓутоа севкупните односи говорат дека Ванчо Михайлов уживал заштита и од КГБ, исто онака како што додека беше во Рим, беше под оперативна контрола, меѓутоа и во тесни релации со СИСМИ, военото разузнавање на Италија, а сето тоа како круна дозгора беше ЦИА. Бидејќи велат Ванчо Михайлов на таа улица живее на втори спрат во таа зграда, на првиот и на третиот спрат се високи офицери на италијанското воено разузнавање. Ја го реков СИСМИ. Во текот на 60-те години на минатиот век, Лазар Колишевски, кој тогаш достигнува највисоката амплитуда на својата политичка мок, го испраќа Коле Чашуле на 6-месечна политичка турнеја во Америка и Канада, кај што треба да ги воспостави тие првични релации со македонската политичка емиграција и да поднесе извештај како треба да биде стратегијата на Македонија во однос на тоа прашање. Подоста некаде крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите години, Коле Чашуле фигурираше како можен избор на Лазо Колишевски да биде прв председател на независна Македонија. На крајот сепак тоа стана Киро Глигоров. Врска ли е Вида Боева помеѓу Лазо Колишевски и Ванчо Михайлов? Се наоѓа ли нешто такво во архивот? Не, конкретно такво нешто не. Не би можел да ви тврдам. Има една посета на Чашуле. Видете, има во тој период некоја, дури кога ги гледате материјалите, некоја почитување помеѓу Колишевски и Ванчо Михайлов. Тоа ми е прашањето, знаете. Има дури некој джентлменско почитување помеѓу тие два лика. Имало ли индиректни комуникации Лазар Колишевски и Ванчо Михайлов? Дали преку тие ваши соработници во најблиското окружение на Ванчо Михайлов се разменувани одредени информации? Никогаш. Била дека Вида Боева била врска помеѓу Колишевски и Ванчо Михайлов? Никогаш. Лазар Колишевски никогаш немал никаков контакт со Ванчо Михайлов. Можам да го говорам тоа затоа што бев личен пријател со Лазар Колишевски. Немаше интерес Лазо Колишевски? Бев еднаш до 2 пати неделно кај него и кога беше на позиција и кога не беше на позиција. Немаше Колишевски интерес да има комуникација со Михайлов? Немаше. Немаше затоа што знаеше дека секој обид со Ванчо да се контактира е компрометирачки, затоа што Ванчо е еден од најголемите злочинци према македонскиот народ. Сума сумарум, со кого се соработува Ванчо Михайлов? Со американски служби, италијански служби и на крајот влегува во некои симпатична дружба со југословенските служби. Значи Удба не сакала да губи, туку сакала да има, да речеме, Видете, партнерска. пред распадот на Југославија и албанската држава и албанските безбедносни служби бараат средба со Ванчо Михайлов. Тој децидно ја одбива. Вели дека во иднина најголемата опасност ке македонците ја гледа во големо албанските апетити. Исто така и бугарската држава бара средба и нив ги одбива со изговор дека иднината на Македонија е да биде независна. Дури дал изјава дека во такви турбулентни времиња кога ќе се распаѓа Југославија би можело да дојде повторно до обединување на Македонија. До таму му одел. Значи се уште останал во тој простор. Да, се уште останало. И тоа време. Да. Има еден документ, например на југославенските служби, тоа значи некаде пролетта 45-та година, има барање од Тито во Југославија да биде екстрадиран, односно да биде уапсен, убиен или вратен во Југославија. Точно така, това е вярно. И тоа е до американците испратено. Точно така, това е до американските окупационни войски, власти. Тъй като Австрия, както и Германия, е разделена на окупационни области. Руснаците държат една част, англичаните и американците държат другата част на Австрия. Специално до американските военни власти има искане Иван Михайлов да бъде издирен и да бъде предаден на Тито. Не само това, американските окупационни власти позволяват югославското правителство, УДБА, т.е. югославското правителство да изпрати хора на УДБА, които да го издирват на територията на Австрия. И има 2 пъти подобни групи, които идват от Белград и го издирват в Австрия, само че не могат да го намерят. Тоа е село кое се вика Алтаузе. Те са няколко села, в които той се крие, сменя селата, в които се крие в Алпите. Много добра система е направил.
Той не е бил сам тогава. Те са били 4-5 човека с него. Плюс това в Виена, т.е. в Австрия, ВМРО още от края на Първата световна война има много добри контакти, има много приятели. Политически приятели, интелектуалци. Кой го крият? Го помага, значи? Крият го местни негови приятели и хора на ВМРО. Хора, които са помагали. Хора, които са работили в старата Австро-Унгария още. Марко Лопушина важи за човек кој најдобро го познава работењето на поранешна УДБА и поранешен КОС. Тој смета дека на своето време или во своето време УДБА била најголема терористичка организација преку која биле реализирани повеќе од 170 политички убиства во периодот од 45 до 90 година. Велите дека таа УДБА била најголема терористичка организација на своето време. Тоа е една ваша теза која ја кажувате. Па јесте, и дека нажалост она е била највеća терористичка организација према сопственом југословенском народу. Тоа беше машинерија. Машинерија. Таа УДБА, значи таа ОЗНА или тие тајни структури. Ali ona je imala centralu u Beogradu, ali ona je imala jake svoje centrale i u svojim republikama. Колку убиства има во име на УДБА? Pa 178 sam ja ličnosti zabeležio koje su ubijene od strane plaćenika po naređenju službe državne bezbednosti. 178. 178, od toga su većinom Hrvati i odmah do njih Srbi. Добро, овие документи, архиви кои ги имате во бугарските архиви најдено, па дури дел во југославенските, има тамо некои информации колку атентати има врз Ванчо Михайлов, колку атентати има преживено Ванчо Михайлов? След 45-та година нема атентати. Нема. Не, няма такива. Има опити да го намерят, но не го намират. И не могат да направят атентат, като не го знаят къде е. Когато разбират къде е, вече света е друг. Малко трудно се случват нещата. България няма интерес да му прави атентат. Той критикува комунизма в България, политиката на комунистите в България, но на практика той поддържа българската кауза в Македония. Те си затварят очите. Дълго време го смятат за враг на комунизма, естествено. Враг на държавата. Некаде е средината на 70-те години, веќе бугарска држава началото 80-81 година. почна да ги затопла односите со Ванчо Михайлов. Започват контакти с него. Има дори предложение той да се върне в България. Има предложение официално той да се върне в България, да му се даде една къща, в която да живее, тук в Банкя. Те много добре знаят, че на времето Менча Карничева е имала семейна къща в Банкя. Тя още съществува, между другото. И Иван Михайлов е живял там, като е неговата съпруга. Да, съпругата на Иван Михайлов. Предлагат му, но той отказва, защото смята, че България води грешна политика и той не иска да се ангажира с тази политика. После ова емисија, почитувани гледачи, многу работи ќе станат појасни, ако ништо друго, како функционирале УДБА и КОС на територијата на Република Македонија. Бидејќи ако УДБА и КОС можеле под своја контрола на директен или неиндиректен начин да го имат Ванчо Михайлов, тога што станува за македонските политичари кои делување на територијата на Република Македонија или пак за оние припадници на марксистите-ленинисти во делот на албанскиот политички кампус? Со кои луѓе по Македонија комуницира Ванчо Михайлов после 45-та година? Имавте комуникација, имавте сознание, имавте под контрола сите тие обиди за комуникација на Ванчо Михайлов со луѓе во Македонија? Па сега не би било згодно да ги говорам. Да, иако добар дел се од нив мртви, меѓутоа имаат блиски семејства. Праќавте ли луѓе да имат комуникација со Ванчо Михайлов или само на Вида Боева се подпиравте? Има информации дека многу луѓе од Македонија вие преку службата имате испраќано до Рим, кај што имале директни средби со Ванчо Михайлов. Па точно, во неколку наврата смета дека би можел и јас да појдам, меѓутоа реков дека е тоа вон памет. Имаше некои затоа што ја не се плаше дека ќе отидам, ја не се плаше дека што ќе отидам таму. Меѓутоа бев толку експониран по овие младински, феријални и други активности да ќе направи само поголема штета од колку што ќе беше чарот од сето тоа. Меѓутоа имавме оперативни врски, имавме наши луѓе кои исто така живееја во Италија, кои можеа да допрат, да контактират и ви велам, ние практично во тоа време веќе Ванчо Михайлов ги изгуби сето политичко влијание и кај бугарските македонци и во Македонија, и ние веќе тоа бевме најасно со една политичка платформа. Повеќе не викавме ВМРО, него го ја издиференциравме таа
платформа на Ванчо Михајловисти и оние што беа за ВМРО. Ама она ВМРО автономно, она ВМРО на чие чело беа нашите револуционерни дејци кои беа практично и жртви на сулудата политика на Ванчо Михајлов, кој и меѓу своите истомисленици беше неумилен затоа што имаше една незајазлива жет за власт. Значи голема. Огромна жет за власт. Огромна жет за власт. Значи цело време тука секој што ќе му се спротивставаше или што ќе му застанеше на патот, мораше да го нема. Да го елиминира. Значи цело време го имате под контрола Михајлов. Апсолутно. И всушност судба во еден временски период можеби многу повеќе го чувал отколку што го напаѓала Ванчо Михајлов. Видете, доколку Кудба можеше да го киднапира и да го осуди 13 години затвор Драган Богдановски, кој беше штитен од македонската емиграција, можеше исто да го направи со Ванчо Михајлов, но не сакаше да го направи. Си го чуваше Ванчо Михајлов, за кои цели си го чуваше? Од тој човек Удба направи мит кој ќе владе до скоро 98-2000 година, преку тој човек го градеше мито за така наречен Ванчо Михајловизам во македонското ткиво. Значи им требаше Ванчо Михајлов. Им требаше Ванчо Михајлов жив доколку го убие. Врз кој основ ќе го градите вие митот за Ванчо Михајловизам? 1948-49 година бугарската држава после оние закани за атентат на Ванчо Михајлов во однос на бугарскиот комунистички лидер Ѓорги Димитров издава налог за апсење или можна елиминација на Ванчо Михајлов. Сега има многу интересни неща в архивите, в българските архиви. Един ден, това е 48 година, Ѓорги Димитров, 49 година началото е това, Ѓорги Димитров на канцеларията си, на бюрото си получава писмо, че заради предателската политика, която води в полза на Югославия и против македонските българи, е осъден на смърт. Писмото му е подписано от Иван Михайлов. Лично. Ѓорги Димитров, знаейки много добре какво се е случило с Стамболийски, който също е получавал писма от Тодор Александров, вземат всички мерки да се пазят. Тогава неговата къща е обградена с голяма ограда, плътна ограда. Нещо, което за София не е било характерно. Другото нещо, което тогава вече има заповед, да бъде намерен и да бъде ликвидиран, за да бъде отстранена тази опасност да убият Ѓорги Димитров. Тогава започва активно да го издират. Во своето златно време, ВМРО на Ванчо Михајлов важеше за најмокна терористичка организација во Европа и во светот. Својата најголема мок таа организација постигнала октомври 1934 година, кога во Марсеј извршен атентатот врз југославенскиот крал Александар Караџорџевич. Тренинг кампот се наоѓа во Унгарија, кај што се тренирани одредени терористички структури со потекло од Хрватска, Македонија и Бугарија. Меѓутоа центарот од кај што се спроведува целата таа операција е градот Истанбул, кај што од 1934 или 1938 година политички азил има Ванчо Михајлов и тоа е под директна контрола или под директна заштита на тогашниот турски председател Кемал Ататурк. 1934 година тој добива политички азил од Ататурк во Турција и бега пред полицијата на цар Борис. Он ги организираше терористичките структури во логорот во Јанка Пуста. Тоа е на граница помеѓу Југославија и Унгарија. Беа организирани емигранти, најголем дел од нив од Италија доаѓа, хрвати, кои ги обучуваа активисти на ВМРО бугарско, на Ванчо Михајлов, кои беа изразити терористи, меѓу нив беше и Черноземски, Владимир Черноземски, кој го уби кралот Александар во Марсил на 9 октомври 1934 година. Во тој период таа структура на ВМРО е најмокната терористичка групација во Европа. Апсолутно. До сега во историјата имаше мноштво на историски објаснувања кои беа подложка да се објасни зошто се случи тој атентат во Марсеј октомври 1934 година. Првото објаснување беше дека Германија, односно Хитлерова Германија и фашистичка Италија преку тој атентат сакаа да направат влез за почеток на Втората светска војна, како што со атентатот 1914 година во Сараево беше означен почетокот на Првата светска војна.
Второто објаснување беше дека тоа е внатрешна масонска пресметка, дека самиот Ванчо Михајлов има блиски релации со масоните во Европа, дека Караџорџич е представник на масонската ложа во Југославија, дека Кемал Ататурк се јавил како еден од организаторите или финансиерите на целата таа операција, бидејќи е политички протеже на Ванчо Михајлов во тој временски период, е дојде на власт во Турција со помош на мокните британски и француски масонски ложи. Меѓутоа на крајот во германските архиви се откриени одредени индикативни и доста значајни сознанија кои укажуваат дека всушност Хитлерова Германија не сакала по ниедна цена да дозволи ново обединување на јужните Словени. Тоа е објавено пред 5 години во книгата на познатиот германски историчар Штефан Шторпс. Тој смета дека тоа е клучната причина за тој атентат во Марсеј. И ако се сеќавате некаде пред 10 минути, почитувани гледачи, ние тука во самата емисија објаснивме дека бугарската држава 48-49 година дава налог за политичка екзекуција на Ванчо Михајлов, кој му се заканува на Ѓорги Димитров со политички атентат ако дојде до обединување на Бугарија и на Југославија и на тој начин да биде решено македонското прашање. Спела дека во Анадолија живе, а подоцна некои острови околу Истанбул. Така е. Прво е в Цариград, след това е в Анкара, де в Анадола, в Анкара, и след това е на Принцовите острови, които са до близината на Истанбул. Така е. И оттам заминава за Полша. Това е малко известен факт, но Иван Михайлов от Турция, 1938 година, отива в Полша. Той е в Полша до момента, в който Полша капитулира. До 39-та година. До 39-та година. 1 септември. До септември, точно така. От Полша той отива в Будапешта. И вече от Будапешта, когато Анте Павелич прави независимата хърватска държава, той го кани и той отива в Загреб. Това е пътя на Иван Михайлов от 1934 година до 1941. Зошто Кемал Ататурк му дава политички азил на Ванчо Михајлов? Од 1934 до 1938 година Ванчо Михајлов добива политички азил во Турција. Ако историско ВМРО води војна за ослободување од Турција, ако е направено за ослободување од Турција, кога дојде во конфликт со цар Борис, со бугарската номенклатура, Ванчо Михајлов добива политички азил во Анадолија и оние острови околу Истанбул, токму од Кемал Ататурк. Неколку месеци после тој политички азил кој го добива, го организира атентатот во Марсеј на Александар Караџорџич. Која е логиката? Турците да му дадат политички азил на Ванчо Михајлов? Има логика. Истанбул заедно со Виена беа центри на разузнавање како Казабланка. Во тој период, кога Ванчо се крие во Истанбул до 38 и Тито се крие во Истанбул во неколку наврати. Ме слушате што ви говорам. Виена, Истанбул, Казабланка. Центри на подземно делување, на шпионска дејност, на разузнавачка, како милувате, така сватете го. Ајде да одговориме на две прашања. Прво, зошто УДБА не успее да дојде до архивите на Ванчо Михајлов и каде денес се чува тие архиви на Ванчо Михајлов, односно што може да се најде во нив? Има еден... А УДБА цело време се обидува, значи под акцијата Латина, се обидува да стигне до архивата на Ванчо Михајлов. Дури вела дека дел од архивите на Ванчо Михајлов се сместени и завршуваат во тој језуитски хрватски манастир кој е во склоп на Ватикан. Знаете, језуитите во рамки на католичанството имаат она една конспиративна улога. Таа е усвари најконспиративната гранка или линија на католиците. Ванчо Михајлов исто беше еден конспиративен играч, еден од најголемите конспиратори на 20-тиот век, што се вели, вклучен во многу терористички акции, во многу терористички подготовки, и дел од таа архива која може да биде интересна за македонската јавност и за македонска држава, всушност се, ајде да речеме, тамо депонирана. Иако Вида Боева вели дека кајна е најголем дел од материјалот, информацијата со која се располагам вела дека е во Јас лично не верувам во тоа дека Ванчо Михајлов архивата со која располагал и која е многу битна и се уште за конспирација, дека би ја чувал дома, та е во тајните архиви и на Ватикан, меѓутоа и на италијанската тајна служба, затоа што во неговите конспирации се биле опфатени и многу значени имиња и личности, како што е, например, еден Дража Михајловиќ, кој своевремено како војно аташе беше во Бугарија и во Унгарија. Има прифатено соработка и со бугарите, и со маđарите.
Иако тој во некои негови искажувања пред негови луѓе се правда дека тоа го правил по налог на суверенот, на кого му служи. Како еден од најголемите конспиративци на 20 век, доека живе во Рим, Ванчо Михајлов се крие под многу лажни имиња. Како поранешен соработник на унгарските тајни служби, многу често во Рим тој функционира или на некој начин делува под името професор Џовани, меѓутоа како представник или како репрезент на бугарските и на хрватските тајни служби, најчесто во Рим функционира и живее под името господин Атанасов. Врската му до Италија, а оттам и до Испанија, е през харватските католици. Както е известно, ВМРО с харватите са съюзници. Тука е улогата на Ватикан. Точно така. Вероятно на клучните улоги. Аз мога да ви кажа как се казва и човека, който той беше жив до преди 5-6 години. Един харватски епископ, казва се Павло Мелада, който още от времето на кралска Югославия е млад монах в Ватикана. Монах. И се издига в йерархията на католическата църква. Той е човека, който му помага 1946 година. Той влиза нелегално в Италия. От Австрия, през Алпите, влиза нелегално през Южен Тирол и идва в Рим. В Рим, продължение на около половин година, той живее в един манастир в самата столица, в Рим. Католически манастир вътре. През това време се подготвят негови документи, за да замине за Испания. Както много други тогава политически емигранти отиват в Испания или отиват за Латинска Америка. Да, много голем дел од нив одат во Латинска Америка, Аргентина, Парагвај, Боливија. Павелич замино тамо. Стоединович. После Павелич се отива в Испания. Се враќа во Испанија. Където умира. Но той не отива в Испания, защото... Единствено Ванчо Михајлов останува во Италија, не заминува значи во Латинска Америка. Не отива в Латинска Америка, той и неговия екип от хора остават в Италия. Първо получава, докато той имал готови документи за заминаване за Испания. Готови документи. Значи све направено, всичко е готово. Само, че в това време той успява, вече към 1948 година се случва това, ситуацията в Европа се променя. Има вече студената война между Запада и Изтока, между комунистическите държави и между западните държави. Всички такива противници на комунизма, като Иван Михайлов, вече са гледани по друг начин на Запад. И той получава този Нансенов паспорт, който му дава правото да резидира в Европа, да живее в Европа и с този паспорт може да се придвижва свободно. На кое име? Има неколко варианти. Професор Џовани од Унгарија. Не. Па Атанасов, кој со потекло од Бугарија. Атанасов, аз съм виждал неговите документи. Атанаси се вика. Атанасов, поради така името на... Еден од неговите дедовци се вика Атанаси, значи Атанасов по Атанаси. Има, естествено, той никъде не се води Иван Михайлов. Той е с други имена. Но имаме две линии кои одат директно до Ватикан, кои се поврзал со Ванчо Михајлов. Првата линија се хрватските католици или хрватските бискупи кои на илегален начин некаде 46-48 година го внесуваат Ванчо Михајлов на територијата на Италија и втората линија е папата Јован 23 кој некаде во периодот на 30-тите години на минатиот век во Бугарија и во Турција е амбасадор на Ватикан и тогаш ги воспоставува тие блиски пријателски односи со Ванчо Михајлов. Добро, каква е улогата на Ватикан? Таа врска помеѓу Ванчо Михајлов и папата Јован 23, кој некаде 58 година избран за папа, почнува од Софија некаде 30-тите години, кога тој е представник или како се нарекува... Казва се папски нунци, тој е посланника на Ватикана. Тоа значи како амбасадор еве да речеме амбасадор на Ватикан во Бугарија, а подоцна исто амбасадор на Ватикан во Турција во периодот кога после 34-та година Ванчо Михајлов емигрира, има политички азил во Турција. Още когато тој е в Българија, между него и между папския посланник и между ВМРО има много добри контакти. Анжело Ронкали се вика. Ронкали, да. Познато е, нели тоа? Епископ Ронкали. Епископ Ронкали. Още в това време той е близък с Иван Михайлов и с много други хора на ВМРО. Когато Иван Михайлов тръгва към Италия, Ронкали вече е голям фактор във Ватикана. Голям фактор. Така че за него не е било голям проблем, а и такава е била политиката на Ватикана да защитава политическите емигранти, политическите бегалци. Те му помагат на Павелич и на голема група на усташки предимно функционери, емигранти, така натаму до Южна Америка. Да отиват навсякъде по света, предимно Южна Америка или Испания. Иван Михайлов имал възможност с тези документи, които е получил от Ватикана, да замине за Испания,
но той просто решава да остане в Италия и там остава. Но до към края на 50-те години всички са мислили, че Иван Михайлов е в Германия или в Испания. И затова го търсят там. Се сеќавате нова интервју од 2010 година со внуката на Гоце Делчев. Ајде вечерва да одговориме на дилемата или на прашањето дали Гоце Делчев бил православец или бил католик. Односно, кога веќе говориме за Ванчо Михайлов и неговите релации со Ватикан, да видиме какви биле релациите на Ватикан со Гоце Делчев. Вие се чувствувате ко бугарка или ко македонка? Па не знам како се ме чувствали. А вие Чим како? сме јас дојдена во Македонија на 22 години. Вие како се чувствувате денес? Македонка? Денеска се чувствам егејка. Унијатството прв пат ни се појавува Кукуш. Тоа го остава простор да го поставиме прашањето. Бидејќи од Кукуш Гоце Делчев, дали Гоце Делчев бил унијат? Во Кукуш најголемиот дел од луѓето се определуваат кон унијатството, кон западната црква. Значи се католици. Да, го прифаќаат папата за врховен владетел. Дедото на Гоце Делчев е еден од подписниците на барањето на унија со папата. Да, значи, апсолутно. Тој е роден дедо на Гоце Делчев. Апсолутно. Татко на неговиот татко. А Гоце Делчев како прваче се запишува во унијатското училиште, а подоцна се префарла во Бугарското екзархиско училиште, па потоа Бугарската екзархиска гимназија во Солун. Меѓутоа братот на Гоце Делчев, помалиот, заврши унијатско, односно католичко училиште во Кукуш. Да, и дури постои размислување од страна на Гоце да го упати во Солун, во просторот Зейтинлик, каде што се наоѓа не е тоа класична гимназија, но училиште за едно тако стручно гимназиско образование. Финансирано од Ватикан. Да. Може ли да извлечеме заклучок дека Гоце Делчев бил унијат, односно бил католик? Премногу би било директно, бидејќи ние немаме директни податоци, но дека Гоце имал потреба и желба да комуницира и да биде во близина со тие луѓе и да има нивната поддршка, не е само тој факт. Зборува еден друг факт. 1898 година Гоце Делчев пишува 2 писма до пловдивскиот надбискуп Менеми и му се заблагодарува за помошта кој што неговите 7 четници ја добиваат од сестрите кои што го држат манастирот во Паљурци. Покрај таа благодарност која што изразува Гоце Делчев до надбискупот, многу убаво пишува што значи Македонската револуционерна организација. Дека тоа е организација која што има за цел да овозможи економски, социјален и политички живот на просторот на Македонија за сите жители и дека таа организација би сакала да изрази благодарност, односно фактички да го добие или да го придобие надбискупот да биде на некој начин поддржувач на работата што ја спроведува Македонската револуционерна организација и тоа го дознаваме бидејќи тој надбискуп после праќа свое писмо до својот предпоставен. Можеме ли со сериозност да отфрлиме дека Гоце Делчев не бил унијат или не бил католик? Не можеме да отфрлиме, меѓутоа исто така со голема сериозност мора да потврдиме. А вие убаво спомнавте, треба да ги видиме архивите. Има сериозни индикации дека Гоце Делчев бил католик, односно бил унијат, кој го признал авторитетот на римскиот папа, а го практицирал христијанството на еден византиски начин. Источно римски. Бидејќи тие не се познаваат како византици, тие се ромеи. Во фамилијата на Гоце Делчев се наоѓаат сериозни елементи на унијатство, на католицизам. Па до крајот Кукуш останува сериозен центар на унијатството. Знаете зашто е опасен Ванчо Михайлов, почитувани гледачи? Бидејќи сите идеи на Ванчо Михайлов денес се користат како одредени подлошки за ново разнебитување на Република Македонија. Тоа се две такви. Како прво, тоа е неговата флоскула Швајцарија на Балканите, односно во Македонија живеат припадници на државите кои се наши соседи, например Грци, бугари, срби, албанци, но нема представници на македонскиот народ. И тоа е всушност она подлошка или појдена точка од која тргнат Грција во решавање на проблемот со името. Бидејќи Грција би ја признала Република Македонија ако ние прифатиме дека во Македонија не живеат македонци. И втората опасна теза на Ванчо Михайлов е дека треба да дојде до размена на територии помеѓу Македонија и Албанија и тоа за малку ќе беше реализирано 2001 година. Може ли на Ванчо Михайлов сам да му текне Швајцарија на Балканите? Во никој случај. Преку Ванчо Михайлов се испраќани пораки од големите играчи. Кој би можел да стои, бидејќи нас Швајцарија на Балканите ни се јава подоцна и во текот на повоениот конфликт 2001 година доста Димовска ја прави таа партија Друм, која инсистира Македонија да биде поделена на 6 до 8 кантони,
што одговара, нели, но на заложба на Ванчо Михайлов, Царија на Балканите, таа партија требаше да биде партија која ќе послужи ако Борис Рајковски останеше жив да се кандидира за втор председателски мандат, значи тоа не е, да речеме така една безазлена идеја. Не, таа идеја до ден денеска не се спроведува. Швајцарија на Балканите се уште некои структури сакаат да ја спроведат во Македонија. Значи во Македонија живеат жители кои имаат матични држави во соседните држави на Македонија. Како во Швајцарија живеат французи, германци и италијани. Само македонците тука им штрчат. Значи грчката држава тука влетува најсилно. Спорот го имаме денеска со името Република Ако сме Македонија. Швајцарија на Балканите немаме проблем за името. Видете, Грција ќе се сложи спорот да се реши на начин ние да останеме Република Македонија, но ние македонци да не свикаме македонци. Веднаш ќе го потпише тоа. Не и пречи името на државата. Не си пречат македонците. Затоа е интересен Ванчо Михайлов, затоа и го отваря нова кој стои. Така, и во тој случај македонците повторно како во 19 век, внимавајте, историјата не е нешто што поминало. Таа тече. Се повторува. Се повторува, ја повторува тие што не научиле ништо од нејзе, но таа тече. И тие стари идеи се уште се на сила. Во тој момент македонците би станале месо за лов на соседните држави како што беше во 19 век, да се создаде од нив што повеќе Срби, односно бугари, односно грци. Србов, гледате, Ванчо Михайлов некаде на крајот на неговиот живот, тој 89-90 година, тоа го потврдува и Боева, ја дава идејата дека Западна Македонија е изгубена и дека треба да се влезе во размена на територија. Во размена на територија со Албанија. Со Албанија да биде иста, нели подеднаква размената, ние да земеме Корча, а ние да дадеме на Албанија Западна Македонија. Па сега видите вие во 2001 ни се јавува Ману. Во Ману ни се јавува таа идеја. Стои Борис Трајковски, стои Ѓоргиевски, како што вели Андов, цел државен врв. Кецковски тоа го потврдува, вели цел државен врв стои за таа идеја во тој временски период. Јас тоа го гледам како ја тоа го гледам на овој начин. Луѓето од безбедносните служби на Југославија кои работеа против Ванчо Михайлов, всушност ја превземаа неговата идеја, за Швајцарија на Балканите и започнаа да ја спроведуваат на терен во Македонија. Затоа е опасен Ванчо Михайлов. И затоа преку досието Ванчо Михайлов и кој све стоел зад Ванчо Михайлов, бидејќи ви да преживеете 40-50 години, колку и да сте голем конспиратор, значи колку и да сте голем конспиратор, не може да останете жив ако 1, 2, 3 или 4 служби. Јас например сум ги прашал овие, ајде речеме албански политичари кои ги спомнува во она голема афера со соработници, дека се соработници на Косим, велев добро, како преживувате во имиграција? Он вели, ако соработуваш со една служба, сигурно нема да преживееш. Треба да соработуваш најмалку со неколку служби за да имаш баланс воспоставено. Ванчо Михайлов се поврзал со многу служби, па дури индици дека и КГБ во еден временски период. Да, но за тоа јас немам сознание да тврдам. За неговата соработка со КГБ. Видите, знаете, имал многу силна мрежа, имал јак прстен околу него. Имал страшна логистика на терен. Во еден период кога братот на Вида Боева доаѓа во Рим, помалиот. Да се видат. Вида вади слика на кој има 7 луѓе фотографирани. Од сите 7 на 6 од личностите им се прешкртани ликовите и сечени главите. Само еден лик останат на сликата. И го прашува братот, дај ли овој човек што контактира со нас од Македонија? Ево вика да, од каде знаеш? Ние имаме луѓе на запад. Ајде да го изнесираме односот на македонската држава или на македонската удба во однос на двете маркантни личности на таа македонска емиграција. Бугарската линија на таа македонска емиграција, тоа е Ванчо Михайлов, и македонската линија, тоа е господинот Драган Богдановски. Дали удба ги користела едниот и другиот во нивната меѓусебна пресметка, бидејќи финалето на таа нивната меѓусебна пресметка доаѓа по формирање на партијата ВМРО-ДПМН и дистанцирањето на Драган Богдановски од Љупчо Ѓоргиевски. Каков односот на Ванчо Михайлов и Драган Богдановски како два лидери, ајде да речеме, на македонците во емиграција? Има комуникација, беа во непријателски односи? Па видите, ставовите, каузата на Ванчо Михайлов е директно спротивставена на каузата на Драган Богдановски. Драган Богдановски има чиста македонска линија? Изразито чиста македонска линија и никогаш не заговарал, никогаш. Ниту еднаш не спомнал некое средство и метод кој би бил близок до терористичка
дејност. На Ванчо Михајлов. На Ванчо Михајлов беше исклучиво пак целата негова активност. Тој во постари години, кога веќе не беше оперативен, почна да се бави повеќе со политика отколку со политички убиства и тероризам. Значи, Драган Богдановски, како еден од, ајде да речеме, идеолозите на формирање на денешното ВМРО ДПМН, и Ванчо Михајлов се во една директна конфронтација, апсолутно нивните ставови и идеолошки позиции се тотално различни, посебно по националното прашање. Еве да ви кажам, погледнете ние што ни се случи нас кога се формираше ВМРО ДПМН. Драган Богдановски се издвои од ДПМН уште во време на Љупчо. Зашто Љупчо Ѓорѓевски? Зашто? Затоа што врхушката која беше избушена од бугарското разузнавање, знаете што на самиот договор кога се подготвува обзнанување за формирање на ДПМН, се биле присутни 4 мои колеги од воено разузнавање, меѓу кои една жена. На Бугарија? На Бугарија. Односот на УДБА со Драган Богдановски, го штитевте ли Јово Трпеновски, поранешниот министер за внатрешни работи, илустриран пред една или пред 2 години, во едно интервју некаде пред 10 години велеше дека македонската УДБА всушност го спасила од смрт Драган Богдановски пред налетите на бугарските и на грчките служби. Апсолутно. Меѓутоа мислам дека погрешивме во тоа што го осудивме на драстична казна. Какви се односите на Ванчо Михајлов и Драган Богдановски? Драган Богдановски како започнува да ги создава организациите во Европа, застанува строго против Ванчо Михајлов. Ванчо Михајлов застанува строго против Драган Богдановски. Има борба меѓу нив двајца за... Во конфликт сте? Во конфликт. Цело време се во конфликт. УДБА, на која страна се става тој конфликт помеѓу Ванчо Михајлов и Драган Богдановски? Тука доаѓаме во еден триаголник. УДБА работи против Драган Богдановски. Ванчо Михајлов работи против Драган Богдановски. Во тој момент УДБА и Ванчо Михајлов заедно се работуваат на еден начин против Драган Богдановски. Имате ли информации кога УДБА и КОС, Југославенските тајни служби, се откажуваат од идејата да го екзекутираат Ванчо Михајлов? Нямам представа кога, но едно е да убиеш југославски гражданин, друго е да убиеш гражданин којто не е гражданин на Југославија. Макар и формално, Иван Михајлов е бил български гражданин. Аз имам неговите паспорти, които са издавани в българското посолство в Загреб. Има 2 паспорта, които са издадени 1941 година, след това 1943 година. Подновен паспорт. Иван Михаилов е български гражданин. И е малко политически несъобразно, ако щеш дори за отношенията между двете държави, ако Югославия убие, говоря вече 60-те, 70-те години, когато имаше практика, УДБА имаше практика да убива политически противници. И включително в Австралия, в Западна Германия. 150. Да, около 130-150 човека политически противници. Се смета дека се елиминирани, екзекутирани од КОС и од УДБА. В началото на другото нещо, което е, за югославските служби е много добре известно, че той се ползва с покровителството на западния свят. На Италия, най-вече на Италия, а до известна степен и на американците. Посебно, що Тито секоја сакаше да има добри односи со Ватикан. Това е допълнителен фактор, това е допълнителен аргумент. Така е. Убийството на Иван Михайлов щеше да му доведе само до големи проблеми и нищо повече. Користото немаше да биде нещо посебно голема. Иван Михайлов щеше да стане още по-известен и още по-популярен в Македония или в България, щеше да стане национален герой. Ако беше убит от югославските служби. Щеше да бъде наравно с Владо Черноземски и с другите големи герои, които са се борили срещу сърбите. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите, почитани гледачи, и подоцна ќе се вратиме да одјавиме емисијата. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт.
German lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Ова беше емисијата во центарот сум Васко Ефтов. Вие вечерва можете да проследите нашето досие на тема зошто удба и КОС не го убија или не го елиминира Ванчо Михајлов. Ние се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.